Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Почнуваме со она што денеска е актуелно. Државната изборна комисија почнува со теренската проверка, ќе се проверуваат оние спорни записи, ќе се оди од врата на врата. Од 100.000 бројката се намали на некаде околу 79.000 спорни записи. Во меѓувреме, специјалната обвинителка Катица Јанева закажа пресконференција за во 11 часов. Во моментов трае пресконференцијата. Да ви го најавам мојот денешен гостин со кој ќе ги анализираме сите овие актуелни случувања кои ги донесе, кои ги носи оваа седмица и овој ден. Мој денешен гостин е професорот Александар Даштевски. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, благодарам на поканата и поздравувам вашите слушатели. Ви благодарам. Ајде да почнеме прво со Државната изборна комисија. Вие сте поранешен член на највисокото изборно тело. Од денеска се стартува со теренската проверка, ќе се оди од врата на врата. Видовме што се случуваше во изминатиот период додека траеше вкрстената проверка. Медиумите излегуваа со секакви информации. Најпрво се излезе со бројка од 500.000 спорни гласачи, потоа се намалуваше и за на крај ДИК да одлучи дека ќе се проверуваат теренски само 79.000 спорни записи. Што очекувате во периодот што следи да покаже работата на ДИК и како очекувате да работи ова тело? Дали очекувате некакви политички обструкции врз работата на ова тело? Па јас ви дал еден мал увод, нели мене неколку пати, повеќе пати ми поставува такви прашања во сите медиуми, сега да не ги делиме лево десно, затоа што во сите медиуми и така ќе ми постават прашање што мислите сега вие за ова 500.000 гласачи што се спорни. Ја веднаш кажувам, бидејќи знам, сигурен сум, 100% сум сигурен, бидејќи сум бил внатре во тоа тело, дека тоа не е возможно. Дека не постои таква работа, затоа што ние од веќе долг временски период, а ние бевме кога немаше тоа, па немаше такви проблеми, имаме биометриски документи, нели, лична карта и патна исправа, така што гласат само тие што имаат биометриски. И тие се добро направени, така што сето тоа е влезено во избирачкиот список. 500.000 гласачи, тоа е, ако земете колку луѓе излегуваат на избори, тоа е околу пола електорат. Дека нели има 2.400.000, меѓутоа излегуваат 1.100.000-200.000-300.000 од прилика на избори, значи пола гласачи се фантомски, така наречени. Ги викаат, всушност тоа би требало да значи не постоечки гласачи, а всушност се тие постоечки, гледаме дека се постоечки. И тие викаат, ама еве сега од ДИК се тоа информации, мада ДИК официјално не излезе никогаш, тоа беа све неофицијални информации. Кога излезе ДИК официјално, јасно беше дека има 89 у старт, а за да сега гледаме дека има само 79 за теренска проверка, 79.000, дека има некои 90.000 или 100.000 во странство, кои ќе се водат таму и ако сакаат ќе гласаат таму. Така што тоа е таа бројка реална, значи се е во ред, тие што се во странство ќе се запишат, овие што се проверуваат овде. Тоа не значи дека се тие спорни. Тука има некои технички проблеми кои треба да се прочистат. Затоа е таа теренска проверка. Например, ја често го дам тој пример кога некој има, да речеме, стан од Скопје, а патува, живее, например, во Велес или во некој друг град, Тетово и така натаму, помало близко што е до ова. Па сега бидејќи од 10 институции се проверува и информации, во катастар му излегуваат 2 места на живење или едно место на живење реално, а друго кое е фактичко. Така што тоа ќе се проверува. Тие податоци да се усогласат каде тој на вистина живее, кое е неговото вистинско место на живење и адресата, бидејќи спрема тоа се определува и избирачкото место на кое ќе гласа. Значи, такви некои технички проблеми ќе се решават, што не значи дека тие 79.000, што сега има најава дека ќе се смалат и тие, дека се фантомски, односно непостоечки гласачи. Затоа што тие си се луѓе кои се тука, само за да тоа е, и затоа ние цело време се создаваше впечаток дека ќе се прави нов список, избирачки список.
А всушност се работи за истиот избирачки список кој се ажурира, кој се усогласува да биде попрецизен. И сега со ова би требало, бидејќи се дадоа огромни средства, ние дали ќе го доживееме тоа уште еднаш, да вакво внимание се посвети на избирачкиот список, со толку многу средства, толку многу услови, например 50 возила од државните органи се даваат за теренска проверка само. Плюс возилата што се наоѓаат во ДИК и други, веројатно од локална самоуправа и така натаму. Така што тоа веќе нема 8 милиони е буџетот, 8 милиони евра. Значи дупло од порано. А тој буџет е главно за прочитување на избирачкиот список, бидејќи други некои и за оние IT инженери кои работеа претходно на споредување на податоците од државните институции. Така што сметам дека ако некогаш имало чиста ситуација, тоа е сега. Никогаш немало попрочистен избирачки список од сега и затоа не треба да се оди на тоа да веќе се повикуваат на избирачкиот список. Јас сметам дека веќе спласнаа тие страсти кај опозицијата, бидејќи тие ги пласираат тие податоци дека еве има 500.000 фандовски гласачи, па 300.000, па 200.000, па 100.000, на крај да падне на 79.000, па и таа бројка да се намали. Меѓутоа сигурен сум дека Дикова може да го направи, може да го спроведи. Затоа што целиот државен апарат на располагање на ДИК. Во време на изборите ДИК одлучува што ќе биде, особено откако ќе се распушти собранието. Тоаш нема други тела кои знаеме дека владата веќе е техничка, значи нема други тела кои би одлучувале во државата, значи со сите работи ќе одлучува ДИК. Така што значи се е во рацете на државната изборна комисија. Не само тоа, еве да ви кажем, ние кога бевме членови на ДИК, тоа беше прв пат се воспостави професионално изборно тело, професионална изборна комисија. Повеќе имаше членови отколку помошно тело. Не знам, имаше 7 члена, тоаш сега 9, нели? Од кои помошно тело имаше 4-5 вработени. Па моравме да ангажираме хонорарци, па од собрание и така натаму, за да ги спроведеме избори. И успевавте се на време да завршите. Се на време завршувавме, да. Зашто ако ни треба 10 луѓе плюс ние ангажираме 10 плюс. Ако треба да се пребројуваат гласовите во собрание, ни стојат сите државни институции на располагање. И ние во таа големата зала ги носевме сите гласачки личиња, таму се оставаа, се работеше таму и користевме другите сали за решавање по жалби, за решавање по приговори и така натаму. Така што тоа не смее да биде проблем, а да не говориме дека од формирањето таа се формираше, нели, 2006, јас бев до 2009, значи од тогаш нааму десетина години многу се променија условите и многу подобри се условите, веќе се подобри, а сега веќе и се избра солидна служба, од мислам дека има 30 на професионално вработени. Инаку идејата беше овие што се подрачни единици на Министерството за правда да поминат по ДИК, за да тие ги работат само избирачките списоци, да ги ажурираат. Меѓутоа сега со ова што се прави уште подобро, затоа што се оди по електронски пат. Тоа би било најидеално решение од еден центар во ДИК по електронски пат сите податоци да се ажурираат. Затоа што тоа е жива материја. Не мора да значи дека сега ако сме го средиле за другите избори ќе биде среден. Зашто нели многу луѓе ќе станат полнолетни, од малолетни полнолетни. Дали државната изборна комисија треба да работи само пред избори тогаш да се прочистува избирачкиот список или тоа треба да го прави секоја година? Да. Не секоја година, тоа треба да го прави секој ден, бидејќи секој ден има промени во кај жителите на граѓаните на Република Македонија. Некои се селат, еве гледаме тоа. Има околу 90.000, меѓутоа гледаме дека претежно биле наши државјани кои се со албанска националност, затоа што они традиционално имаат таму роднини, сега нормално, нели, подобро 5.000 франци да му платат отколку 300 евра, нормално дека ќе одат. И не е тоа како што го сака да го представи опозицијата, дека не знам колку манипулира со некоја бројка од 600.000 граѓани дека се оцелиле во последните, не знам, 10-20 години или од независност, што е премногу. Меѓутоа, факт е дека е општ тренд во регионот, да луѓето се селат од матичните држави и бараат подобра иднина. Наречеме од Бугарија, како добија они тоа да може слободно да се движат како влегува во ЕУ, се иселени околу 2 милиона луѓе. Па споредете спрема Македонија, значи многу поголемо било незадоволството таму и многу повеќе луѓе се одселиле. Исти тренд е и во сите други држави на Балканот.
Така што тоа не е нешто што е својствено или карактеристично само за Македонија. Можеби ние имаме и најмал одлив на граѓани, меѓутоа кај нас е специфично тоа што сега во последните години одат интелектуалци. Како стана Хрватска и Словенија, јазикот е близок и сега има околу, не знам, јас слушам дека околу 2000 лекари и стоматолози има, бидејќи тоа им е потребно. Најскапо е тоа. Трае школувањето 6, 7, 8, 10, кој зависи дали ќе специализира или не, и сега они си ги примат готови и само ќе положи јазик, ќе доположи некој предмет што е битен за Словенија и веќе е готов експерт. А слушаме во последно време дека одат и лекари и медицински персонал и во Германија, нели? Тоа е сега тренд. Инаку тие што беа за као работна сила и отидоа 70-тите, некои останаа, некои се вратеа, некои сега одат по нив, и така тој тренд веќе не е толку интензивен, затоа што помина тоа време кога се одеше, веќе се сменија и овде условите, луѓето направија некои недвижности, куќи, станови, така натаму, така што не се селат од тие причини, се селат сега овие што се интелектуална работна сила, затоа што и во западните држави, а посебно во овие ексију, сватија дека всушност фактички тоа образование што беше порано, дека не е толку неквалитетно, дека е скоро на исто рамниште. Така, професоре Даштевски, време да направиме една пауза, 20 на минути после 11 часот. За кратко се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот секако и за она што работи Државната изборна комисија и за денешната активност на специјалната обвинителка Кати Цјанева. Почитувани слушатели, останете со нас, за кратко сме назад. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Во меѓувреме пристигна информација од специјалното јавно обвинителство. Да потсетам, мој денешен гостин е професорот Александар Даштевски. Професоре, специјалното јавно обвинителство отвори предмет наречен тортура за апсењето на Љубе Бошковски. Првоосомничен е поранешен директор на УБК. Во минатиот случај наведените лица делувале јавноста да не дознае за манипулациите со изборите. Во овој случај сите инволвирани биле заинтересирани целата јавност да ја види тортурата врз политичарот преку алфите кои биле под нивна контрола. Нечовечкото постапување при лишувањето на слобода на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски наведуваат од специјалното јавно обвинителство. Како го коментирате вие ова, дали беше очекувано? Па јас не очекував, не знам, они најавуваат многу случаи, нели 34, меѓутоа во меѓувреме ги менуваат мислењата, бараат, нели го бара и овој случај, 1 евро за риците, 1 евро за црквата, меѓутоа не го добија. Така што они, не знам сега, веројатно од законот за јавно обвинителство влечат сила да ги бараат и предметите кои не се прислушкувани. Веќе договорот пржино јасен дека они може да одлучуваат само за овие предмети во кои е вршено прислушкување. Сега не се прецизира законско, незаконско, меѓутоа се подразбира законско. Мене ме чуди што они се фиксираат само на тие документи, односно разговори, кои што ги објавуваше опозицијата. Значи, ако они земале, не знам, рече лидерот на опозицијата милион, па после колку рече обвинителката, не знам, 800.000, 600.000 и така натаму. Дали од тие разговори не може да се најде нешто поопипливо, нешто што на вистина постои дело и така натаму. Ние знаеме за ова што е и тоа беше повеќе као на шала. Меѓутоа ги видовме на телевизија и пин мерките. Значи, дека тука всушност имало и нешто многу потешко од тоа зашто одговараше Љубе Бошковски, значи со земањето на парите. И мислам тогаш кога се организираше протест пред владата поради тие разговори, ели тоа Ала началниче познато и така натаму, кога излегува тие пин мерки, не знам, митингот беше закажан во 6, пин мерките излегува на YouTube во 6, во 7 сат немаше никој пред влада, затоа што сите имаат мобилни телефони каде што го виделе видеото, како се случило тоа. И сушност испаѓа дека власта сакала да му помогне, да ги прикрие овие вистински мотиви за продавање на името, а да ги стави мотивите за злоупотреба на службена должност, за пари за кампања, затоа што тоа не е добро ниту за него, ниту за државата. Не е добро да гледаме дека некој продава име за пари. Па колку и пари да се, а не се некои големи пари за продавање на име на државата. И тука можело делото да биде квалификувано многу построго.
Меѓутоа се оди на злоупотреба дека се земени пари, гледаме на видео. Овие разговори зашто донесе судот и во повеќе навради одлука дека не може да се прифатат како веродостојни, бидејќи се прислушкувани надвор од законот, не со мерка на истражен судија, затоа што ако се земе тоа, фактички и во овој случај имаме ситуација таква. Значи имаме прислушкувани разговори, другата страна имаме пин мерки на државен орган кои се со барање од МВР до истражен судија да се снима и фактички гледаме дека ние видовме и со тоа 1 евро, видовме дека друго е кога ќе се сними нешто, затоа што тука поминува некоја секретарка, се гледа не знам која е таа жена плава, поминува ни пред камерата, па тој што снима исто така сведок, има и сведоци, па се споменуваат други луѓе кои давале мито и така натаму. Значи, кога ќе се снима е многу евидентно. Мада и тоа треба да биде подкрепено со други докази, ама викаме, има сведоци, има и други луѓе кои се споменуваат, значи може да се употребат повеќе докази. Вие од телефонски разговори не можете да извлечете заклучок дека се работи за кривично дело, мора да имате и други докази. И тоа опипливи, бидејќи го засновате главното обвинение на она што фактички го слушате во разговорот. Сега тука би морале да кажеме дека ова е преседан и нешто невообичаено што веќе станува пракса да се држи пресконференција пред да се покрене истрага. Веројатно има предложена мерка притвор пред да се одлучи за таа мерка. Значи не знаеме ние информациите оттаму говорат дека специјалното обвинителство бара да се отвори постапка против 7 лица од Министерството за внатрешни работи и до судот предлага да изрече мерка предпазливост. Да, значи фактички што ако, например, судот одлучи да не се излече мерката предпазливост и ако одлучи да не се поведе постапка за тој случај, бидејќи има недостатно докази, како што беше во претходниот случај. А вие веќе сте го обвиниле човек. Значи да не бидеме наивни, минатиот пат беа споменати позициите на кои се наоѓаат тие функционери. Сега исто се спомнуваат позициите. Значи тоа веќе се гази по презумпцијата на невиност како едно најголемите демократски начела кои постојат во светот по Втората светска војна. Вие ја прекршувате постојано. Значи не може јавно обвинителство да држи прес. Зашто не држи редовното, републичкото јавно обвинителство или јавното обвинителство за организиран криминал или основното јавно обвинителство? Затоа што не знаат што ќе се случува. Тие се органи на прогон кои треба да поднесат, да поведат постапка. А судот е тој кој што донесува одлука, односно пресуда или решение, во зависност од тоа Кога се подготвувавме за овој разговор, ја начнавме темата специјално јавно обвинителство и ги споминавме обвинителите, тимот на Катица Јанева. Денеска повторно со неа на пресконференција, како што можам да забележам, се Ленче Ристовска и Фатима Фетаи. Вие ја начнавте темата. Сите овие обвинители се од внатрешноста. Да. Што значи тоа? Значи, прво... И тоа е голем хендикеп, рековте. Сметам дека уште во договор во пршинскиот договор е брзано и направен е превид бидејќи требало да се тргне од законот за јавно обвинителство. Постојат основни јавни обвинителства и јавни обвинителства со делегирана надлежност, така наречени, и затоа требало од тоа да се тргне, барем да се тргне од основните јавни обвинителства или па од висшите или обвинителството за организиран криминал или и републичкото обвинителство. Зошто? Затоа што гледаме дека специјалната јавна обвинителка, не навлегуваме во тоа колку опозна законот, бидејќи повеќе работат тимови, меѓутоа не може да ја извршува добро функцијата. Затоа што многу тешко се изразува, многу тешко може да прочита еден текст, па ги менува одлуките постојано, што укажува на некоја пристрасност, односно за земате страна. Вие кога заземате страна, секогаш никогаш не можете да ја утврдите вистината. Затоа што оваа работа бара неутралност. Ако нема неутралност, нема да има ни резултат. И овие сите што се тимот, што го избрала специјалната јавна обвинителка, сите доаѓаат од, не сите, ама голем дел, доаѓаат од такви обвинителства со делегирана надлежност.
например, да бидеме за граѓаните, не мора да ги зимаме Така нив. пластично да објасниме. Да, значи основно јавно обвинителство постои во Куманово, а обвинителства со делегирана надлежност се во Кратово и Крива Паланка, кои се под основното обвинителство во Куманово, но тие не може да одлучуваат во предмети над 5 години. Сега ако ги земете овие тимот на Значи зборуваме во предмети каде што казните се поголеми над од 5 години. А така. овде во овие предмети за кои што ние зборуваме секаде се над 5 години. Затоа што видовме во Титаник наводно било направено здравословничко злучение кое е направило злоупотреба на службена должност и тука ќе се види колку е знаењето големо. Значи што ми треба на мене злосторничко здружение ако сум ја на власт. Обично тие што се надвор од власта прават злосторничко за да работат против власт. Значи фактички сите овие најголем дел од тимот е избран од такви мали јавни обвинителства со делегирана надлежност кои не одлучувале по вакви предмети. И сега фактички они треба да одлучуваат само по такви, а они до сега никогаш не одлучувале. И кога се бира, да речеме, прво она, била во Гевгелија јавен обвинител, меѓутоа никогаш не била некоја повисока функција. Затоа и што вие најдобро знаете како новинари, што значи тоа, значи како е било тешко во почетокот па да се навикнете на тоа. Значи требаше да биде избран некој што бил на неколку функции, да речеме од републичко јавно обвинителство или од обвинителство за организиран криминал, од виши јавни обвинителства и кој веќе повеќе пати давал изјави, точно знае што треба да каже, што треба да не каже. Значи треба да знае да ги менаџира тие процеси, а не само да го познава кривичниот законник и законот за кривична постапка. И затоа се случуваат овие работи да се даде изјава дека не се легитимни институциите на системот. Токму за тоа сакав да ве прашам. Да, значи... минато неделните настани, Катица Јанева не се појави ниту пред пратениците да даде отчет за сработеното, ниту пред Советот на јавни обвинители за неколку дена подоцна да ги прогласи председателот на државата, Уставниот суд и Собранието за нелегитимни. Дали е дозволиво еден човек што е на ваква функција да дава вакви изјави? Па не е дозволиво затоа што ние видовме дека фактички и тука некој стои за нега затоа што лидерот на опозицијата неколку пати на прес ги најавува тие работи што ќе ги преземе специјалното јавно обвинителство. Значи од некаде ги дознава. Тоа е едно. Друго, тој под така наречен фамозен чадор кој еден ден ќе го дознаеме точно, бидејќи нели историјата све кажува дури од пред историја до денес. И веројатно стои и друг за неа, бидејќи зема таква сила што никоја нема во државата и направи многу грешки, многу гафови, многу прекршувања на законот. Значи да тргнеме од она кој им кажа на 7-те нејзини заменици кои што беа избрани да не одат да дадат заклетва. Тоа е спротивно на законот за обвинителски совет. Значи вие треба да го спроведувате законот, вие постапувате спротивно на законот. Понатаму нели држи пресконференција за случај каде што уште нема ни обвинение, нема истрага не е поведена и нема мерка притвор. Значи треба да се сите тие работи определени, па таа да излезе, еве ние поднесовме тоа и тоа, а тоа и тоа се прифати. Значи така се прави тоа, меѓутоа не обично јавното обвинителство не е орган кој ќе биде како да кажам да се прави од тоа некој холивудски филм. Тоа е орган кој работи во конспиративно. Значи, затоа што и така ги направио на работите. Вие не смеете да давате податоци за истрагата додека трае истрагата, затоа што тоа не е во интерес на истрагата. Значи, не смее да се дават такви пресконференции. Јавноста ќе дознае кога ќе дојде моментот за такви работи, бидејќи може на тој начин самото јавно обвинителство да влијае на тие што се вклучени во постапката, да преземат мерки и автоматски да му наштети на случајот кој сам го води. И тоа е противзакон. На крај. Да кажете... што е со упаѓањето во Централниот регистар? Обвинителите на специјалното мислам дека имаше такви коментари, пошто нема резултат. Знаете како, за да направите нешто, треба да има резултат. Еве сега имаше акција на полициска во Рачиново, резултатот е неколку кутии со оружје, хард диск, USB, ниту еден приведен. 5 притворени. Значи имаме огромен резултат направено. Значи за да направите некоја акција таква, треба да има резултат. Значи она требаше да постигне некој резултат со сите овие действија до сега што ги презема. Единствениот резултат е што тие што
не требаше да речеме еве во случајот пуч, тој беше при крај. Она се заплетка во тој случај што многу време им одзема. Знаеме дека иде секој ден некој заменик и го гледа предметот таму во судот, бидејќи не даваат класифицирани податоци се и не дава да се изнесуваат. Тоа исто така беше гаф на истата конференција каде што беше нели и американскиот амбасадор или румунската обвинителка и таа кажува дека само тие имале сертификати за безбедност, немал ни судот. Добро е да имаат тие, меѓутоа тоа не е, што е тоа од пресудно значење. Значи тоа се некои работи банални кои не сме да ги прави еден таков функционер. А да не говориме да ги нападне сите државни, највисоките државни органи и да каже дека се нелегитимни. Значи, тоа е веќе една ситуација која е недозволива, казнива според законот. Значи, тоа исто така представува обид за државен удар. Значи, не постојат институциите, што правиме? Распад на државата, анархија, федерализација, на што мислеше она, и дали случајно не е дел од некој сценарио кој сака да го направи тој државен удар, а ние гледаме како се спроведува тоа. Беше нападнат Уставниот суд исклучиво со цел да се докаже дека не функционираат институциите на системот, веќе имаме техничка влада, парламентот секој ден расправи, веќе имаме специјален јавен обвинител, се бара од ЛДП и специјален суд и Уставниот суд ако се нападнеше, значи не функционира ни една институција на системот, а токму таа го говори на пресконференција. За да другиот ден, во неизин стил, како што повеќе пати се случуваше, се извиди на македонската јавност и рече дека не мислела на тоа, мислела на нешто друго. Ако се сеќавате, значи. Тоа е тоа што се фактички недозволиви работи за еден таков функционер и тоа се повторува постојано и сега да се надоврземе на тоа се создаде една ситуација каде што таа треба да и почне да бара оставка. И затоа викам ја можеби е подобро тогаш уште у старт да ги определат условите, бидејќи сите партии се согласија и беа среќни да се решава. Ама со ваквите поставки само се замрсува ситуација. Се они најавуваат дека ќе гонат и други, дека тоа ќе биде врвот на владеачката партија и така натаму, што автоматски ги става владеачката партија во неравноправна позиција. Или треба да имаме избори. Дури и да гонат, они си нека си гледаат тоа гонење, меѓутоа не мора тоа толку помпезно да го најавуваат. Евидентна е намерата, што е, со тоа нормално дека се губат и политички поени, се губи и рейтинг и така натаму. А рейтингот фактички знаеме каков е, бидејќи има мерења, повеќе мерења од страна на странски куќи за истражување на јавно мислење, има и од домашни, да речеме, тие не ги признаваме, затоа што домашните си ги штелуваат. Меѓутоа, овие најлегитимните Брима, Галуп и Ири, они постојано имаат слични рейтинзи, со тоа што перманентно расте рейтингот на позицијата, а паѓа на опозицијата. Затоа што народот може секогаш да ги препознае кои се добрите работи, кои се лошите работи. И рековме дека опозицијата постојано и се препорачува и од експерти, и ја им препорачувам често, да не водат негативна кампања. Професорот Владимир Божински, кој исто така има медиумска, одnosno куќа за истражување на јавно мислење, он им препорача исто на неколку емисии, мислечи и на ТВ Нова им препорача, да не водат негативна кампања, бидејќи негативна кампања го намалува рейтингот. Значи, они зборуваат само за апсења, притвори, за недемократија, за такви работи, наместо да промовираат тоа што ќе направат за граѓаните, бидејќи секој граѓанин тоа го интересира. Викаат, ние во наредниот мандат ќе вработиме, ќе ја намалиме вработеноста уште за 10% или за 8%. И Во таа насока, како ја коментирате она акција на министерот Спасовски, бројни беа реакциите за во Липковскиот крај кога се чешлаше во петокот, акцијата заврши, но велат барем граѓаните на Липково од тоа што можевме да го видиме, да ги слушнеме нивните изјави зададени за медиумите, дека останал стравот и дека за џабе била оваа акција кога ништо немало, дека единствен стравот останал кај граѓаните. Како вие го коментирате ова? Јас затоа го спомнав и ова преска за специјалното јавно обвинителство, дека нема резултат. Значи, секоја акција од било кој државен орган таков, висок, мора да даде резултати.
Не може акцијата, имаме акција, ги споменавме резултатите од Арачиново претходниот дел, само еден ден пред таа акција и што све беше запленето, кој беше притворен и така натаму. Значи конкретни резултати испорачани во големи количини. Сега ги спомнуваме, го спомнавме случајот Титан како компаранција, дека имаше премногу врева за ништо. Така го викам, нели, има и една представа од Шекспир и фактички и таму е тоа поентата. Ке се крене врева и на крај ќе испаде дека всушност сето тоа не било објективно. Така што таа акција не даде никаков резултат. Значи секоја акција што се спроведува, вие покренувате не знам колку стотици специјални единици. Вие ја видов на телевизија, имаше оклопни возила, борбени возила. Имаше хеликоптери, барем а немаме приведени лица. Нема ништо не е резултат. Наводно безбедноста на граѓаните во тој регион, а од анкетите што ги правеа медиумските куќи, телевизиите во тој регион, сите граѓани рекоа дека смртно се исплашиле од таа акција, вика, посебно од хеликоптерите. И да не говориме колку кошта тоа. Значи да стават во повод неколку хеликоптери, борбени возила, тоа се користи гориво, се користат, нели, и други средства кои се потребни. Добро, за цел. јавноста за оваа акција дозна пред да биде реализирана, односно додека траела таа акција, а во изминатиот период, барем во изминатава деценија, јавноста дознаваше за одредени акции откако тие ќе бидат реализирани. Па голем дел од сите, јас затоа викам, мора значи да се држи исклучиво независно, да се држи дури министерот, а и специјалната јавна обвинител. Затоа што ако не се држате не постапуваат по правилата, тие ги прекршуваат правилата. Значи ако вие да речеме направите упат во централен регистар, а немате налог од истражен судија, тоа е противзаконски. Затоа што во законот е предвидено за било кој претрес да се побара прво налог. А ако сте вие државен орган кој постапува по законот, избрани сте според законите на Република Македонија и институција сте на системот на Република Македонија, вие мора да постапувате по закон. Не можете да прекршувате законот кога ќе ви текне. Сега мислам дека со тоа имаше коментари, можеби не е точно, меѓутоа дека со тоа сакаше се прикрива на изјава која навистина беше несмасна, дека институциите на системот се нелегитимни. Дури и следеше шамар од романската обвинителка која рече дека не се важни институциите. Институциите треба да работат со закон, според закон, ако не работат според закон, ќе сносат одговорност. Битен е законот. Вие го спроведувате законот и секогаш мора да постапувате според законот. Овде евидентно имаме обратна ситуација. Професоре, време да направиме уште една пауза и се враќаме во студиото, влегуваме во завршниот дел од овој разговор. Навистина има многу теми за дебатирање, но се надевам дека на крај ќе се обидеме да сублимираме се. Почитувани слушатели, останете со нас, за кратко сме назад во студиото. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, мој денешен гостин е професорот Александар Даштевски. Професоре, ајде малце за изборите. Се ова, нели, што се случува во земјава е поврзано со тие избори. Вие ги спомнавте и рейтинзите. Последните мерења на јавното мислење покажуваат дека владеачката ВМРО-ДПМН има повеќе од двојна предност пред опозицијската СДСМ. Што очекувате во следниот период да се случува и како очекувате СДСМ да се обидува да ја намали оваа голема разлика? Да. Јас пак ќе се вратам малку назад, бидејќи нели тоа е таа анализа, некои можеби не сакаат, меѓутоа има луѓе што го ценат тоа. Затоа што ако се вратиме назад ќе видиме како всушност стоеле работите, а тоа се одразува и на денешната состојба. Значи, кога почна сето тоа, ја бев против да се вклучи меѓународната заедница, не знаејќи дека веќе таа е повикана од опозицијата, дека тоа е дел од едно сценарио кој до ден денеска се спроведува и дека тоа го дознав кога излезе извештајот на Прибе. Затоа што тој излезе негде на крај на мај, почеток на јуни. И во него стоеше дека тие вршеле анализи на состојбата во Република Македонија од јануари. Значи, они се веќе повикани и они презеле мерки, ја пратиле таа комисија да ги истражи работите како стојат во Република Македонија. И многу од па дури и некои експерти го немаат прочитано извештајот на Прибе, тоа е солиден и ни дава на нас насоки како да постапиме.
Меѓутоа, за да постапува, нели, воопшто прибе во Македонија, зашто би постапувал? Тоа е суверена независна држава. Тој скоро после секој глава на неговите извештај се повикува на прислушкуваните разговори. И тоа го земаат здраво за готово другата страна, дека еве прибе што кажа, а всушност он ги добил тие од друг. Значи, фактички, меѓутоа ни дава многу добри решенија. Значи, во судството решенијата се да се постапи според налозите на Венецијанската комисија, кои веќе се дадени на Република Македонија. Значи, тоа е едноставно, ќе ги земеме и ќе ги спроведеме во правосудниот систем на Република Македонија за да биде поефикасно судство. Дава решение како да се реши проблемот со анкетната комисија за контролирање на службата за државна безбедност и така натаму. Значи, да не навлегуваме многу во тоа, важно дојде првиот предлог во пржино, кога почна разговорите, после извештајот на прибе, веднаш почна, пошто имаше некоја основа за разговори, и се вклучи меѓународната заедница и во една прилика, ако се сеќавате, еврокомесарот Хан рече дека може би не требале да се вклучат, може би уште повеќе ги искомплицирале работите, што може би навистина е така, затоа што тие не го познаваат добро правосудниот систем. Сега имаме специјално јавно обвинителство кое не е предвидено во Уставот. Меѓутоа, странците не се должни да го познаваат нашиот правен систем, а од друга страна се вршат притисоци од политичките партии, тие мора да припадат некои работи што во нормални услови не би ги префатиле. Затоа ја сакав за партиите да се договорат меѓу себе. Ако можат, меѓутоа евидентно дека постојат сериозни проблеми. И сега фактички кога веќе се замеша они, прво власта, бидејќи нема друг израз од состојбата, предложи избори. И знаеме дека еврокомесарот Хан беше пресреќен, зашто во секоја држава опозицијата ги бара избори, затоа што смета дека ќе победи. Ова е единствен случај и тој беше зачуден како се опозицијата не сака избори. Дури првиот предлог на тогашниот премиер, Никола Груевски, беше да бидат изборите во септември. А знаеме сите дека во старт, кога почна да се пуштаат разговорите, за малку падна рейтингот. 1-2% падна рейтингот на власта. И тоа беше можеби најдобра прилика да се искористи тој пат. Меѓутоа, поради стравот од 10 циклуси кои ги губеше опозицијата и рейтинзите кои постоја, тие не сака избори. Што по мене е грешка. Да беа изборите во септември, резултатот ќе беше многу подобар. Сега од тогаш не само што ги надоместија тие 2% од Делачката партија, туку отидува плюс 2% напред. Така што, затоа што веднаш после тоа, овие сериозно ја свати работата, почна да идат на терен, ние сме сведоци какви активности се одвива на теренот, сите можни министри, директори на јавни предпријатија, градоначалници и така натаму. Значи, од лице место му се јавува на телефон, премиерот таму во Охрид, тој случај што беше со станот за тие ромите, и го обезбедува станот за 2 дена, овој му кажува дека веќе се вселе. И такви работи имаше, значи со гумени чижми се качуваше во Шипковица, таму во Мала Речица, која беше поплавата, во тето си го ја врати до верба така албанското население, односно македонското со албанско потекло, и фактички на тој начин го качи и рейтингот. Од тогаш дојдоа десетици нови странски инвестиции. Прво имавме патина странски инвестиции, бидејќи сите се исплашија кога почна сето тоа, особено во мај месец. Политичката криза влијаеше и на бизнисот. Да, па фактички имавме насилни демонстрации, имавме вооружен конфликт во Куманово на 9 и 10 мај, така што фактички они во тој момент имаше пат на странски инвестиции, зборам, меѓутоа и мал пат на рейтингот. Но толку се заложија за, да речеме, за да се направи нешто добро, што фактички го кача непланирано толку рейтингот, што сите беа изненадени. И граѓаните на Република Македонија беа изненадени дека навистина и покрај целата криза што постоеше, работите почна да одат во нагорна линија, во корист на власта, а почна лошо да се одвиваат за опозицијата. И тогаш почна овие проблеми на кочење на изборите. Прво, она што се донесе во септември, со двотретинско мнозинство во парламентот од страна на сите 4 партии, да измените во изборниот законник, требаше да се донесат 2 правилника. Едниот правилник беше за прочистување на избирачкиот список, другиот за вметнување, односно вадење на избирачи. Тие што не постојат да се извадат, тие што се нови да се вметнат, нели?
останале полнолетни или се доселиле тука или се вратиле од некаде и така. Натаму, значи тие два правилника има стави прво опозицијата за белешки, па стави власт, за да и бидејќи она има, ако одиме на приговори, и тоа се кочеше некаде се до јануари, доека не се договорија да ги трнат тие забелешки, и кога се договорија, веќе ДИК можеше да ги изготвува тие два правилници според кои ќе постапува и според кои и денеска постапува. Меѓутоа после наводно измислија дека не може да се одржат изборите на 24 март, затоа што 24 март наводно не можело да се прочисти избирачко список, па после дознавме од ДИК официјално дека може. Уште кога беше Хан, он рече дека сите фактори од ОПСЕ до председателот на ДИК му рекле дека они може да ја заврши таа работа. Добро, ќе имаме ли сега избори на 5 јуни? Тоа беше, значи сега нема тој проблем, нема никакви проблеми. Мислам дека веќе Ван Хојте, нели, толку популарен што стана во Македонија, веќе дознавме дека е повлечен од страна на Белгија и дека тој изразил желба сам да работи на страна на некоја невладина организација во Македонија, затоа што фактички тој навлезе во тие процеси и се зближи многу до опозицијата, што не беше негова задача, меѓутоа не е битно тоа. Важно, нема да има ништо во сферата на медиуми, бидејќи високиот представник на Стейт Департментот, Хојти, се сретна само со телевизиите кои имаат републичка концесија. Значи, сад сватија дека не смее да никако да се донесе оној закон што го предлагаше Ван Хојте, каде што главниот уредник ќе може да биде казнет или разрешен ако изрази свое мислење, каде што телевизија ќе може да биде затворена ако го прекрши законот во смисла на минутажата, некои одредби кои ги немало дури ни во сталинизмот, затоа го викаат сталинистички. Значи, Сталин, колку и да се смета дека убил 20-30 милиона луѓе поради политичка неистомисленост, никогаш не укинал ни една телевизија. Ниту па тоа се случило во Југославија или во некоја друга земја, а сега овде се донесе таков закон, да пример да се избере председател на комисијата од ретовите на опозицијата, и тоа ако оцени дека е некој изразил личен став кој не е соодветствува со нели професијата, да го разреши. Тоа би било навистина преседан, а се свати дека треба тие работи да се решаваат со новинарите. И затоа ги повика највлијателните медиумски куќи, бидејќи јасно им е на сите дека во Македонија најголемо влијание имаат телевизиите. Така. Иако интернетот нели све има, дури и побрзо и поефикасно од телевизиите, меѓутоа се уште, да речеме, постарите луѓе имаат навика и обичај да гледаат телевизија. Професор, многу сме кратки со времето, треба да привршуваме со емисијата. Да, за крај може ли да сублимираме, ќе има ли избори на 5 јуни? Па јас се надевам дека ќе има, затоа што ако нема избори, тоа ја води земјата во уште подлабока политичка криза, која продуцира уште подлабока економска криза, а сега гледаме каква е состојбата и на границите. Повторно имаше вчера обид за насилно пробивање на оградите и може да продуцира сериозна криза. Луѓето што ја пратат, што ја следат геополитичката состојба во светот, свесни се дека таму во Сирија не само што не престанува, туку на целиот среден исток се зголемува кризата со воената криза. Сега во Турција имаме вистинска граѓанска војна во Курдистан таму, па и во Истанбул имаме чести атентати, во Анкара имаше неколку атентати. Значи ќе се појават нови бегалци од тие подрачја. Тоа ќе се разгори. Не значи дека сега ако во Сирија малку се подсмирува, дека на други места ќе се смири. Значи таа криза од 4 милиони бегалци продуцира нови кризи во земјите во регионот. Така што ние треба да го внимаваме и на тоа. Ние не можеме сега само ради интереси на една политичка партија целата држава да ја доведеме во прашање. Бидејќи ако нема на 5 јуни, бодоса може да биде доцна да има избори, затоа што може да се појави безбедносна криза и автоматски може да дојде до вонредна состојба. Така што се надевам дека ќе има, ако нема, само ова да го кажам, ако нема избори, тогаш треба да не важи договорот од Пршино, бидејќи не успеал, и треба да се врати старата политичка гарнитура до наредните избори кои ќе се создадат услови. Да се врати се во првобитна. Па да се врати затоа што секогаш нели ние сме во парламентарна демократија. Тоа е либерален капитализам. Значи тука се одлучува се на избори. Волјата на народот е најбитна и повеќе партиски систем на гласачите гласале за оваа партија, така што таа си има легитимитет, а од 2014 не имаме ние прислушкувани разговори, ниту имаме приговори од страна на опозицијата.
професоре, тука мора да завршиме, бидејќи е време за пладневните вести на Радио Слободна Македонија. Јас ви благодарам за оваа исцрпна анализа во денешниот кворум. Благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Почитувани слушатели, вам ви благодарам на вниманието. Денеска сме 28 март 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Дине Вучков и Никола Давчев. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Следуваат пладневните вести. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.